За сите жени и девојчиња е насловена кампањата на UN Women по повод Меѓународниот ден на жената, е насочена кон промовирање на родовата еднаквост и зајакнување на жените и девојчињата ширум светот, па се разбира така и кај нас на локално ниво. Токму така, овогодишната кампања спомена и Ване што всушност има во фокусот. Со какви активности ќе се реализира, што се случи изминативе денови, а што се ќе видиме и во периодот кој што следува. Разговараме со нашите гости, веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за Весна Ивановиќ Кастарет, раководителка на канцеларијата на UN Women, и Димитар Димитровски, координатор за комуникација и знаење. Добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ни дојдовте. Во 2025 се навршуваат 30 години од историската Пекиншка декларација и платформа за акција, трансформативна рамка за постигнување на правата на жените преку клучните 12 области за акција. Па во тој контекст што ја инспирираше темата за кампањата оваа година? Видете, 8 март е многу значаен ден, многу значаен празник за сите жени ширум светот и годинава, бидејќи јубилејна година, како што кажавте, 30 години од Пекиншката декларација и платформа за акција, која е донесена во Пекинг пред 30 години, во далечната 95-та, и каде што сите се договориле, владите, невладините, женските организации, поединците кои што учествувале, тие 12 критични области да бидат постулати за да се следи прогресот во областите каде што жените и девојчињата треба да се подобрат условите. Некои од нив се пристап до здравствени услуги, учество во политичкиот живот, ослободување од било која форма на насилство, економско јакнење и слично. Годинешнава порака, слоганот кој што е за сите жени и девојчиња, баш тоа го одразува дека за сите жени и девојчиња ширум светот мораме да имаме исти права, исти можности, за ниедна жена да не биде заборавена, ниту едно девојче изоставено. Преку какви активности се реализира кампањата и како можеме ние да се вклучиме во истите? Секако оваа година имаме повеќе активности кои што се спланирани во рамки на Меѓународниот ден на жената и негово одбележување. На 5 март имавме панел дискусија која што организиравме заедно со министерот за ромска интеграција, неговиот кабинет, и им дадовме можност на жени успешни ромки, од различни сфери на јавниот живот да говорат за своите лични и успешни приказни за да инспирираат помладата генерација. Дополнително денеска имаме во партнерство со Министерството за социјална политика, демографија и млади уште една панел дискусија. Ова се осврнува на социјалните работнички и трансформативната улога која што ја има социјалните работници во менувањето на животите на жените, девојчињата, па и на пошироката популација. А секако и ги покануваме јавноста и гледачите да ни се приклучат на овогодинешниот 8-мартовски базар за социјален импакт и економско јакнење на жените. Ке се случува во Eastgate Mall на втори спрат од 7 до 9 март, па повелете еве. Значи денес почнува. Денеска почнува. Со отворањето на молот во 10 часот? Точно, да. Така, овие 3 дена ќе се одржува, по повод на 8 март. Ке има изложувачки кои што се жени предприемачки, социјални предпријатија, бизниси кои што се општествено одговорни, и целта беше да им помогнеме на жените, да им дадеме еден вид на платформа. Нашата канцеларија воедно и како дел од регионалните активности и проекти за спроведување на предприемачкиот дух и поттикнување на предприемачкиот дух, имаат менторски средби и ова е еден вид платформа да им дадеме нормално да ги спромовираат своите бизниси, она што го прават. Како креирањето на политиките во заедницата и општеството може да придонесе за создавање по-инклузивна средина за жените? Секогаш кога се креира една политика, треба да се размислува од почеток. Нешто кога градиме. Ако го изградиме и додаваме, не е многу стабилно. И секогаш нешто е пропуштено. Затоа важно е дали размислуваме за, например, економското јакнење на жените. Имаме алатки како родово одговорно буџетирање. Но претходно што следи исто така во домот и семејството, правото на наследство, искористување на наследство, еднаква финансиска независност меѓу партнерите, понатаму можноста за жената да отвори собствен бизнис, социјалната заштита, дали жената има дете, дали има градинки за неа, понатаму на работно место да нема дискриминација, места каде што се создаваат политики и се креираат политики и жените да бидат таму, да се чуе нивниот глас, образованието, дигиталната писменост. Значи, сето тоа е многу важно. Времето бргу се движиме во процесите на модернизација, треба да не стоиме во место или да не се движиме бавно, да ги следиме тековите.
Ги споменавте активностите изминативе денови. Фокусот само со следното прашање сакам повторно да го вратиме на жените ромки панел дискусијата која што се случи. Велите треба да им дадеме можност да се слушне гласот и тие да напредуваат во општеството. Што тие кажаа за себе? Што им е неопходно? Какви промени им се потребни? Па видите, ние слушнавме успешни животни приказни со тоа што ги кажува и предизвиците. Значи, важно е да се покаже дека кога се има истреност, може да се успее и да се мотивираат сите девојчиња кои што независно каде се родиле, од каде доаѓаат, не треба да бидат третирани поинаку. Истретман, да. Апсолутно. Значи, кажаа за истрајноста, самодовербата во процесите каде што имало дискриминација, во образованието, колку е важно да биде едно девојче да има можност да учи, пред се, значи, од семејството да биде потикнато, потоа во образовниот процес да биде исто третирано, за да не се почувствува дискриминирано или омаловажено. Поддршката од семејството, од пријателите, од целата заедница е многу важна. Значи, да не се гледаме преку призмата кој сме, од каде доаѓаме, туку сите сме луѓе кои што имаме исти права. Колку се тука важни мажите да дадат поддршка? Многу. Секогаш јас би го поканила и колегата Еве како маж да кажа, но јас секогаш велам без мажите и момчињата ние не можеме да не постигнеме напредок. Многу ми е драго што се поделивте 50-50 денеска, па Често пати, знаете, прашуваат, па добро, што е сега потребно, жените имаат доста права, постигнат одреден напредок, да, постигнат одреден напредок, меѓутоа ако реално ги видиме работите како се поставени, ќе видиме дека дури и во домот и во семејството обврските не се подеднакво поделени. За една жена да биде успешна, треба нормално да се грижи за семејството, за децата, па некој пат дури за постарите лица и онаа неплатена работа на грижа и нега, често пати се занемарува. А дополнително ако зборуваме и за платите, еднаква работа со иста вредност и денеска не е доволно платена, па тука би споменал дека почитта, значи поддршката и разбирањето се оние кои што се најбитни за да ги охрабриме жените, дури и ние од машката популација да го постигнат својот потенцијал. Во тој контекст ќе почнам со Димитар, простете ми вие ако дамите имаат предност. Која е, Димитар, вашата порака во пресрет на денот на жената за сите жени и девојки? Значи, мојата порака би била токму до мажите и момчињата во својата улога како значи татковци, браќа, пријатели, да ги охрабрат, да ги поттикнуваат, да ги поддржуваат жените преку разбирање, значи и преку емпатија, да можеме да им помогнеме да го достигнат својот целосен потенцијал. Се почнува од нас самите. Нашите соништа се важни, нашиот глас е важен. Сите жени се мокни, сите жени се способни. Само да веруваме во себе и да не застанеме пред ниту една бариера, туку напротив да ги кршиме бариерите. Среќен 8 март на сите. Кога ќе праша некој зошто вакви кампањи се уште во 2025 ќе го патиме на социјалните мрежи, да прочита некои коментари под некоја вест за успешна жена, нели да видиме како размислуваат се уште дел од мажите. Ете го одговорот зошто вакви кампањи. Ако се согласувате со мене, социјалните мрежи се огледало на каде се движи едно Поради времето не можевме да спомнеме, но говорот на омрза е присутен, особено за жените во јавниот и политичкиот живот. Тоа сите сме свесни, тоа не треба да го има и сите да работиме на тоа. А тука е одговорот зошто треба да се продолжи со ваква поддршка и со вакви кампањи. Ви благодариме многу за гостувањето утре. И до толку благодариме за можноста. Среќна и благодарна што денеска момци паралелно со нас дамите говорат гласно на оваа тема. Ви благодариме, момци. А по 8 часот за автомобилската рели трка женска по повод 8 март. Така, тоа ќе биде повестите во 8 часот.